Почитувани, уште еден огромен скандал за кој предупредивме пред известно време ја тресе владата на СДС. Зоран Заев и Драги Рашковски на 7 ноември по пат на непосредна спогодба или народно кажано во 4 очи му доделиле државно земјиште на Кочо Андјушев, кој пак е собственик на фирмата МХИ Тополки Доел Скопје. Класичен пример на користење на полугите на власта за лично богатење на Кочо Андјушев. Драги Рашковски, како генерален секретар, лично му ја потпишал одлуката на вице-премиерот Андјушев за доделување на земјиштето на долготраен закуп. Но она што го прави овој случај уште поскандалозен е она што ние ја запознавме јавноста уште пред известно време, а тоа е дека изведуваа градежни работи на земјиштето многу порано од пред да биде доделено на седница на влада. Очигледно, кога се во прашање бизнисите на газда Андјушев ниту важат, ниту се почитуваат законите, Андјушев многу порано знаел дека ќе го добие токму тоа земјиште, за да може лично да се богати. Ова не е прв случај газда Кочо Андјушев да ја користи својата вице-премиерска позиција за да лично се збогати на грбот на граѓаните. Да подсетиме дека веднаш по доаѓањето на позицијата си додели тендер на својата фирма преку државната Елем за потоа да си донесе одлука да несе царини производ, кој само неговата фирма го произведува во државата. Спрегата Кочо Андјушев, Зоран Заев, Драги Рашковски е класичен пример за една влада во која цветаат непотизмот, личните бизнис интереси на грбот на граѓаните и самоволието. Кочо Андјушев и Заев, наместо да работат на полнење на своите лични банкарски сметки и да ја користат државата како свој личен имот, треба да почнат со решавање на проблемите на граѓаните и со реализација на проекти. Наместо лично богатење, треба да излезат и да се соочат со над 1700 вработени во фени индустри, Еврокомпозит и Колска, кои секојдневно ги лажат дека ќе им ги решат нивните лични проблеми. Додека ги лажат дека ќе им ги решат проблемите, тие преку своите фирми се богатат на грбот на граѓаните. Почитувани, ова е начинот на владење на СДС. Одамна беше јасно дека нивната желба за власт е само за личното богатење и личниот профит. Ваквиот начин на работа мора веднаш да прекине, а Кочо Андјушев да си поднесе оставка и да прекине да се богати на грбот на народот. Ви благодарам.